Што представува Библијата? Библијата е всушност една мала библиотека составена од 66 книги. Обично се дели на два дела, Стар и Нов Завет. Овие изрази настануваат негде во 5 век после Христа. Се смета дека автор е Јероним, но некои историчари велат дека можеби тоа оди назад до Ориген во 2, односно 3 век после Христа. Но како и да е, постојат книги кои настанале пред Христа и тоа ние денес го нарекуваме Стар Завет, иако тој израз не е баш најсреќен. Оти луѓето не сакаат ништо старо, сакаат ново. И мнозина сметаат дека Стариот Завет е стар, а Новиот Завет тоа е вистинската работа и само него треба да го пратиме. Меѓутоа, само би ве подсетил дека апостол Павле и останатите апостоли Христови, кога пишуваат во она што ние го нарекуваме Нов Завет, и кога велат, писмото вели, Божјата реч вели, тие всушност реферираат, односно го цитираат Стариот Завет. И кога апостол Павле ќе каже во второто послание до Тимотеј, дека целото писмо е од Бога вдахновено, всушност се мисли на Стариот Завет. Нормално, тоа важи и за Новиот Завет. Но само сакам да кажам дека треба да постои еден избалансиран поглед на овие два дела од Библијата. И едниот и другиот дел се Библија. Напишана е во период од околу 1500 години, од страна на околу 40 написатели, повеќето од нив се евреи. И ова е многу битно да се разбере. Христијанската традиција, каква ние познаваме денеска, во многу верски заедници, гледа посебно на апостолите, а посебно на апостол Павле, како на грчко-римски сколари, како на грчко-римски интелектуалци. И многу често Новиот Завет, па и Стариот Завет се чита низ очилата на грчко-римскиот свет, посебно на хеленската филозофија и култура во тоа време. Оти римјаните немаат своја оригинална култура. Секој историчар на уметност ќе ви каже дека уметноста на Рим е кич, затоа што ја земаат хеленската култура и уметност, малку ја преправаат и ја прават римска. Оно што римјаните ни оставаат во наследство е политика и се разбира право. Затоа апостол Павле, па и останатите новозаветни писатели со векови се читани низ очилата на тој грчко-римски свет, на таа култура, на таа филозофија. Меѓутоа, конечно во крајот на 20 век и 21 луѓето се велат, па чекај, иако живеат во Римската империја и дефинитивно Јудеја и останатите делови од израелската земја се римски провинции, сепак овие луѓе се евреи. И да се разбереме, до вториот век, црквата христијанска, вториот век после Христа, христијанската црква е доминантно еврејска. И затоа Павле денеска повеќе го читаат низ очилата на тоа дека Павле бил рабин, што е вистина, бил фарисеј, припадник на една од верските групи во јудеизмот во тоа време, и низ тие очила кога се чита, Новиот Завет добива една сосема нова димензија, нов сјај, кој всушност е враќање на оно што е наследството, теолошкото наследство на апостол Павле и останатите апостоли. Затоа Стариот Завет е многу битен. Не можеме да го разбереме во потполност Новиот Завет, ако не го разбереме Стариот Завет. А Стариот Завет добива во полн сјај, тогаш кога го читаме во баланс и во врска со Новиот Завет. Значи, и едниот и другиот ја чинат Библијата.